Исусово раѓање. А во она време излезе заповед од царот Август за попис на сите жители. Тоа беше прв попис кога Квинирей управуваше во Сирија и сите одеа за да се запишат, секој во својот град. Така и Јосиф отиде од Галилеја, од градот Назарет, горе во Јудеја, во Давидовиот град, кој е наречен Витлеем, зашто беше од Давидовиот дом и семејство, да се запише со Марија, свршената со него жена, која беше бремена. А кога беа таму, и дојде време да роди, и го роди својот син, првенец, па го пови и го положи во јасли, зашто за нив немаше место во гостилницата. А во тој ист крај, пастири ноќеваа под ведро небо, чувајќи го своето стадо, и одеднаш Господов ангел им пристапи, и Господовата слава ги осветли, па се уплашија многу. Ангелот пак им рече: не бојте се, зашто еве ви најавувам добра вест, голема радост, која ќе биде за сите народи. Зашто денес ви се роди Спасител во Давидовиот град, кој е Христос Господ. И ова ви е знак, ќе најдете младенче повиено, како лежи во јасли. И одеднаш со ангелот се најде множество небесно воинство, кое го фалеше Бога, велејки: слава на Бога во висините и на земјата мир, во луѓето добра волја. А кога ангелите си отидоа од нив во небото, пастирите си зборуваа еден на друг: тогаш да отидеме до Витлеем и да видиме што се случило таму, за кое ни соопшти Господ. И брзајки дојдоа и ги најдоа Марија и Јосифа и детенцето како лежи во јаслите. А штом видоа, кажаа се што им беше речено за детенцето. И сите кои чуја, се восхитуваа на она што пастирите им го рекоа. И пастирите се вратија, славејќи го и фалејќи го Бога за се што чуја и видоа, онака како што им беше речено. И кога навршија 8 дена за неговото обрезание, му го дадоа името Исус, како што го нарече ангелот, пред да биде зачнат во утробата.